Високи функционери во МВР со фалс дипломи. Најмалку еден таков случај досега открило новото раководство на чело со техничкиот министер Оливер Спасовски. За Канал Ви се изјави дека внатре во Министерството веќе е поведена постапка за, како што рече, заменик началник со лажна диплома. Мора да се декриминализираат институциите, да не се случува ова што сега го има. Заради тоа што еве, например, ќе ви дадам еден податок, во Министерството за внатрешни работи имаме заменик началник, една висока позиција која што ја држи со фалсификувана диплома. Каде тоа? Тоа не е во МВР. Во Скопје? Во МВР во Скопје, да. Кое што нешто се знае од 2011, кое што се знае нешто од 2011 години се молчало, да, покрена постапка во однос на оваа ситуација, таа треба да биде расчистена. Ова е само еден од примерите што ви го укажувам и за што сметам дека треба да биде декриминализиран. Тоа е нешто што ги фрустрира македонските граѓани. И кога се прашуваме зошто младите луѓе ја напуштаат Република Македонија, еве го одговорот. Млади, стручни, компетентни криминалисти седат дома, не може да бидат вработени во Министерството за внатрешни работи, а внатре имаме луѓе кои што на сумнителен начин дошле до дипломи и држат одредени позиции. Спасовски тврди дека ова не е изолиран случај, туку дека низа такви има и во другите институции. Според него основна задача на идната македонска влада ќе биде департизација и декриминализација на сите институции и на целокупниот систем во државата. Јута, за да ја оделите партијата од државата, вие треба да имате политичка волја за една таква работа. Да сте длабоко политички свесни дека не може институциите на државата да ги злоупотребувате во партиски цели. И ако е тоа основата, тогаш верувајте дека мора да имаме луѓе, а Социјалдемократскиот сојуз ги има тие кадри, кои што одговорно ќе работат за интересите на Република Македонија. Тоа е нешто што е врвен приоритет за идната влада на СДСМ. Да имаме одговорна власт која што ќе се плаши од граѓаните, не власт која што ќе ги плаши граѓаните. Мора професионалците да добијат на цена во рамките на институциите, тие што се стручни, компетентни, кои што можат да раководат со институциите, да ги добијат позициите и местата и да помогнат на идната. Министерот за внатрешни работи смета дека СДСМ мора да победи на следните парламентарни избори, после кои, како што рече, е подготвена на многу непопуларни мерки, кои ќе бидат неопходни, зашто според него ќе биде потребна сериозна и бескомпромисна борба за враќање на достоинството на државата.